Добро утро, почитувани слушатели на Лидер FM 107,4 и сите оние кои не гледате преку нашиот видео стрим. Ова утро почнуваме малку подоцна поради снежните наноси во нашиот град, но комбинирано со старите автомобили кои ни носат проблеми поради, а ние имаме такви стари автомобили со милионите за кои не обвинуваат од провладините медиуми, така што ни се случуваат проблеми. Ви се извинуваме за доцнењето, но ви ветуваме дека ова утро имаме одлична програма, имам одличен соговорник. Практично, ние сакаме да ги креираме политичките, економските и општествените трендови, а тоа можеме да го правиме само со млади луѓе кои се иднината на политиката во Македонија. Еден од нив е Бојан Стојановски, најактивниот пратеник во собранието на Република Македонија според оно истражување на Собранискиот институт, ако не се лажам. Како е да се биде најактивен пратеник? Прво благодарам за поканата, Љупчо. И што представува таа работа? Која е обврската која ја има еден најактивен пратеник? Најмногу зборува или најмногу анализира или најмногу мери и премерува, што да каже? Па види, прво анализира, па мери и премерува, а потоа е најмногу активен во дискусиите. Прилично титула која што уште понатака ме обврзува и ми дава мотив да бидам активен во парламентот, представувајќи ги оние кои што ми дале поддршка и на мене и на политиките кои што ги представувам, а и на политичката партија на која што припаѓам. Верувам дека, еве како што кажа ти, ние, младите луѓе кои што се занимаваме со политиката, по 30 години треба да дадеме еден нов концепт, еден нов дискурс на политичката, еве би рекол, работа со која што сме обкружени, во која што сето она кое што ќе биде ветено, ќе треба да биде реализирано и ќе треба конечно да почнеме да ја носиме Македонија напред, кон нови висини во нови суштини кои што значат подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Како што кажав, тие минути таму кои што се напишани излагања, позади нив стои доста припрема, доста консултации со фелите, за да дадеме предлози на законските предлог решенија од мнозинството за да го подобрат живот, нешто што е, би кажал, и лесно заради тоа што во парламентот гледаме дека како на лента се предлагаат одредени законски решенија кои што се многу лоше концепирани и кои што нема да додадат плюс на квалитетот на животот, туку само ќе им го отежна животот на граѓаните, така да тоа ја го сваќам како една борба. Кој е твоето образование? Јас сум дипломиран менаџер по бизнис и логистика при Штипскиот универзитет, како и сум магистар по административно право на Јустинијан правниот факултет во Скопје. И таа комбинација со административно право веројатно ти дава и одредена предност при креирањето на овие политики околу законите. Бојан, она што е симптоматично и она што може да се види во собранието е дека во однос на претходните циклуси, претходните генерации на пратеници, сега има многу помалку дебата, има многу помалку говорници, а ти си еден од ретките кои се издвојува и тука би ставил уште можеби 7 или 8 опозицијски пратеници кои постојано се трудат да бидат говорници. Што мислиш, зошто е паднат, барем она што е мој впечаток, не мора да се согласи со мене, зошто е паднат стандардот на пратениците општо, како една фела која порано многу потешки задачи земаше во своите раци? Таквиот впечаток сте го добиле од пратениците од мнозинството, кој што генерално да. Заради тоа што за секое законско решение кое што е предлог на расправа, тие читаат партиски соопштенија дадени директно кои што им стигнуваат. Конкретно еве ќе се земам за пример себе си и вас, ние да сме пратеници од мнозинството. Ако треба да говориме по една точка, нас од Центарот за комуникација од СДСМ ни стигнува готово соопштение кое што ние треба да ја злоупотребиме собраниската говорница и тоа да го прочитаме. И заради тоа што не престанува злоупотребата на носење на закони со европско знаменце, која што ја скратува можноста на дебата на само 3 дена. Кога ќе земете вие можноста на председателот на собранието кој што доста умешно го контролира текот на седницата, при тоа одземајќи ги сите аргументи кои што опозицијата треба да ги пласира, со тоа ограничувајќи го времето на опозицијските пратеници да говорат, вие добивате впечаток дека само 7 или 8 пратеници од опозицијата се активни,
а не е така. Еве, конкретно ќе ви кажам еден пример за Комисијата за финансирање и буџет, кога се предлагаат амандмани за креирањето на новиот буџет или на ребалансот. Еден пратеник од опозицијата, кој што има предложен амандман со суштински проблем на граѓаните, не може до крај да го изработи заради тоа што на еден амандман ви се јавуваат 4-5 говорници од власта кои што читаат соопштени. Тоа е злоупотреба на Кое често е буквално исто. Најчесто исто и ви стигнува конкретно на вас и вие излегувате едното и исто. Се чита тоа што ако сакате да видите која е поентава на говорот, а не сте го слушнале. Добро, нели за да се маурага соопштенија и вие ќе видите што нели е зборуваат. поентата на едно собрание да се застапуваат граѓаните, а особено пак според и мојот идеал, иако во Македонија не е изборниот систем таков, граѓаните од заедницата од каде доаѓаат. Тоа е суштината и тоа е врвниот мотив, ама за пратениците на СДСМ поврвен мотив е да ги пофали Зоран Заев и веројатно има таму некој мерит систем, колку пати го спомнете Заев во говорот, толку имате поуспешен настап на говорница, така да тоа нема едно со друго никаква врска. Добро, не е прв пат во Македонија да видиме како се гради култ на личност, ако не еден политичар, но порано барем малку повеќе вределе оние над кои се градел тој култ. Стојановски, ти доаѓаш од Ѓорче Петров, од општина Ѓорче Петров, каде што вчера видовме еден иновативен начин на чистење на снегот. Имено во 21. век, со целата таа механизација и со целата таа модерна техника која им стои на располагање и на градот и на општините, ние во Ѓорче видовме како се уште снегот се чисти со лопати, а сол се растура рачно. Како да ви кажам, и тоа беше представено како епохален успех, дежурна екипа која што го оперира мостот. Видовме ние вчера, истражувајќи тој договор за зимско одржување на улиците, дека веројатно таа мобилна екипа составена од еден човек, кој што рачно фрла сол на мостот, ги чини граѓаните на Ѓорче Петров 6.366.000 денари годишно или над 100.000 евра. Скапо платен тој човек, бога ми. Па ја вака ме интересираше, не знаев дали лопатата е од злато, дали количката е од Ламборџини, затоа што таков договор кој што е потпишан требаше да значи дека сите улици низ општината ќе бидат чисти, а не додека доаѓав на кај вас, додека на кај вашата ценета емисија, можев да приметам дека ниту една од споредните улици, па макар и оние главните не се исчистени. Тоа е уште една од оние низи кои што градоначалникот Наумовски ја направи за да ја направи општина за подсмев. Ние сме многу попознати во изминативе 3 години по некои работи кои што врска нема за тоа што е избран. Ама еве ја користам приликата од вашата емисија да порачам дека на тој циркус за неколку месеци ќе му дојде крај. Забрани ли Наумовски да се слуша талишта на терасите во Ѓорче Петров? Имаше една таква најава, до каде стигна таа работа? Или се пишмани може? Не се пишмани, ја изгласа таа уредба на Совет, ама веројатно поради жестокиот притисок од јавноста се откажа од казнување на луѓето. Се срамам што и како дел од некој политички дискурс сум присутен во таква работа и дури како претседател на опозиционата партија во Ѓорче Петров ми е срам што учествувам во таков политички дискурс. Видете, Ѓорче Петров е општина која што има многу потенцијал, а ние станавме познати по јавноста по 3 работи во последниве неколку месеци. Тоа е по оваа дежурнава екипа човек што фрла со лопата сол, по забранетото сушење на алишта и по надгробната плоча која што беше ставена како тампон на една од улиците која што требаше да се асфалтира, а не се асфалтираше, така да тоа мора да престане. Како тоа? Ја ова го немам видено со надгробната плоча. Тоа беше доста популарно. Прво вете на улицата дека ќе се асфалтира, ај што не се асфалтирала, се става тампон и на тампонот надгробна плоча ставен меѓу другото со шљунакот кој што беше распоставен на улицата. Ова се некои нови морбидни методи за решавање на проблемите на граѓаните. Да се вратиме на снегот. Се чини во цела држава Македонија ПАТ одлучи од дома да работи оваа година и ние имаме ситуации во кои снегот не се чисти, а доколку задзвоните на било кој од телефоните на Македонија ПАТ ќе ви кажа дека се е проводно и се е исчистено. Во исто време истата ситуација и во град Скопје. Пред месец дена Петре Шилегов успеа да го исчисти снегот кога снег немаше, но сега кога падна снег имаме малку проблем. Еве, вие како опозиција, веројатно
освен што ќе искритикуваме, и јавен факт е. Не треба да им кажуваме на слушателите дека снегот не е исчистен, се што треба е да погледнат од прозор или да влезат во своите автомобили, но вие како опозиција би требало веројатно да понудите решение за тоа како да се исчисти снегот во главниот град на нашата земја која се вика Македонија и како ние конечно како град да го решиме овој проблем и една година конечно да дочекаме снегот да не ги изненади општинските и државните власти, особено кога паѓа во февруари или во декември или во ноември или во јануари, месеци во кои очекувано е да падне снег едноставно. Така е, две препораки само би упатил. Првата е, престанете да ги крадете парите кои што се предвидени во буџетите за таа намена и да ги доделувате на фирми блиски до власта, доделете ги на фирми кои што знаат како да ја завршат таа работа и еве конкретно за градот Скопје не треба ништо повеќе да направат од тоа да го повикаат Коце Трајановски на едно кафе, па човекот да им објасни како тоа да се дочека зимата спремен и како да не ви изненади снегот, како да се набавува континуирано нова механизација, како да се набавуваат не само сол, нешто што е веќе застарена метода, туку многу нови енергенси, тоест химиски состави за прскање на улиците за да не подмрзнуваат, да не се создава голомразица. Така најлесно ќе знаат како да се справат со снегот кој што повторно не изненади и ни го блокираше градот. Ќе споменам тука неколку суми. Да го исчисти пред еден месец и за тоа ние, јас и вие и оние кои што не следат од градот Скопје, плативме 1 милион евра наши пари. Во Битола над 12 милиони денари, во Прилеп над 10 милиони денари. Видов во Охрид некоја сума од 400.000 денари, веројатно тоа е за новата година. Споменав во Ѓорче 6 милиони и 366.000 денари. Толку не чини нас расчистувањето на снегот, а ќе оставам на граѓаните да проценат дали е снегот исчистен и дали тие пари се наменски потрошени или завршиле во некој џеп. Да, во Скопје ние откривме колку пари се потрошени, не стигна демант од никаде и се тоа си продолжи така без никаква поголема јавна дебата. Освен снегот, вчера ние денес сакаме да ги креираме темите на денешниот ден, но не може да ги коментираме затоа што е утро. Вчера главна тема беше онаа кутија со вакцини, со 4000 вакцини која стигна од соседна Србија, вакцини со кои ќе се изврши имунизација на веројатно 2000 луѓе во државата, но беше така помпезно пречекана со една свеченост на граничниот премин Табановски, која подоцна се пресели во еден елитен ресторан, чие име сега не би сакал да го спомнам за да не правам маркетинг. Вакцинацијата во Македонија не функционира, очигледно немаме вакцини, а очигледно опозицијата наместо да се бави односно опозицијата, власта, наместо да се бави со пронаоѓање на вакцини за нашите граѓани и со пронаоѓање на начини како да се исчисти снегот, посимпатично е да се бави со тоа дали Христијан Мицковски успеал да го исчисти снегот во неговиот двор. Така е, поепохален. На неговата улица во дворот му исчисти. Така е, да. Поепохален, катастрофален неуспех на оваа влада од процесот на вакцинација е само спектакуларниот распад на СЈО. Ако би требало да рангирам, прво би го како неуспех или како успех, како сакате кажете го. Распадот на СЈО, за некој е успех, за некој го голем. Потоа е вакцинацијата. Видете, она што се случи вчера, добро е што Македонија има пријатели и луѓе кои што се спремни да ја помогнат и кои што помогна, и оваа прилика ја користам да им се заблагодарам на нашите пријатели од Србија, но тоа беше само една одлика, еден директен приказ на мизеријата во која што е западната Република Македонија, и не само во здравството, туку во економијата и исто во социјалата, во образованието. Еве само да споредам, денеска во Србија ќе пристигнат 40.000 вакцини од Pfizer. Во недела ќе пристигнат 120.000 од AstraZeneca, а досега има државата Србија обезбедено 2 милиони вакцини, над 500.000 граѓани се вакцинирани и веќе на големо почнува и вакцинацијата која што, тоест ревакцинацијата на втората доза која треба секој
Да споредиме кај нас, декември 25.12 Зоран Заев даде изјава дека сме платили аванс за 820.000 вакцини на Pfizer. Каде се тие вакцини? На кому е платен авансот и колку пари се платени? Потоа имаше една фотографија од Венко Филипче во Софија заедно со министерот за здравство на Бугарија, каде што велеше дека секоја пратка од вакцините за Бугарија ќе ни дава дел на нас. Потоа исто така беше со Атина. Можевме да видиме дека ништо од тоа досега не е пристигнато. Ја мислам дека нив цело време ги зафркаваат. Сите од околинава нив ги зафркаваат, како и Вучич, впрочем, вчера кој за една кутија, вчера дури се исмеваше со Зоран Заев, кој му викаше Зоки доста. Тоа е проблемот, Љупчо, видете, станавме држава за посмев, во кој што граѓаните на Република Македонија се срамат од оваа влада, а еве не сакам да бидам вулгарен, тоа често сакам да го кажеме во собранието, она од кој што паметниот се срами понатака не би довршувал, граѓаните сами ќе довршат реченицата. Можете да видите, не знам што повеќе треба да се случи за овој човек Венко Филипче да си даде оставка. Надри лекари оперираат и раѓаат деца во битова. Луѓе ни остануваат без органи во болниците. Над околу 3000 луѓе го загубија животот. Ако ние почнавме во декември да вакцинираме, како што вакцинираат земјите од околу нас, еве да не речам дека овие поразвиените западноевропски земји, да не се споредуваме со Велика Британија, можеме да се споредуваме со Бугарија, да речеме, или со Србија. Ке спасевме многу животи. Оваа нивна неспособност не чини многу животи. Многу луѓе починуваат. Вчера имав можност да го слушнам вечерта после тој спектакуларен или настан на границата. Претседателот Вучич гостуваше на една од националните телевизии и човекот кажа дека таа вакцина, односно првата доза, го спасила животот на неговата мајка. И тоа е добро. И треба луѓе да се спасуваат. Ама замислете колку луѓе во Република Македонија не ја дочекале таа вакцина и колку се сега во тешка состојба или веќе починале, што колку морбено мајки да не биле спасени во нашата земја. Апсолутно. Еве велат, ние сме биле Пендаровски вели, ние сме биле мала земја и мал пазар. Малта има повеќе вакцини од нас. Гибралтар има повеќе вакцини од нас. Малдивите имаат повеќе вакцини од нас. Тие не се мали пазари. Не, туку треба работа. Требаше да почнат уште од почетокот да бркаат и да молат за потпишување на договори со овие вакцини, со овие производители на вакцини за да дојдат тука и да го спасат сопствениот народ. Поминаа многу празници. Помина Нова година. Помина Божит. Веројатно ќе помине и Рамазан. Поминаа и многу католички празници. Сега ние ја чекаме да помине кинеската Нова година. Љупчо, и кинеската Нова година ќе помине, ама вакцините нема да станат. Веќе се откаже и тој лет кој доаѓа по кинеската Нова година. Не знам која е доаѓа следна, српска помина, сега ќе помине кинеска, не знам која е следна Нова година на која ние можеби ќе дочекаме. Ние само ќе чекаме празници да поминуваат, вакцини ќе немаме, кидеме на тоа. Еврејската помина и таа, мислам. Тоа е еден укажува на какво катастрофално ниво ние сме ја донеле сме го донеле функционирањето на владата во Република Македонија и функционирањето на системот во оваа држава. Добро, тоа е факт. Но како, еве, вие како опозиција би требало да имате стратегија како да го срушите ова владење, како да ја срушите оваа власт која не доведе во оваква ситуација. Ние не е проблемот што е така, тоест најголемиот проблем е што ситуацијата е ваква, но за мене барем во овој момент поголем проблем е тоа што ние не гледаме светло на крајот од тунелот. Него гледаме решението кога ова ќе падне. Значи, не само тоа. Еве, вие побаравте како опозиција предвремени избори заедно со локалните, но не ви дозволуваат. И сега ние веројатно ќе треба 4 години да не чистат снег, да нема ниту една вакцина во држава во наредни 4 години, да се направи економијата да потене уште повеќе и повеќе за што ќе остане кога они ќе паднат од власт. Точно кажавте, не ни дозволуваат, еве само ќе се навратам на едно минато време кое што тие го велат режим, имено владата на ВМРО ДПМН од 2006 до 2017 година беше сигурна во своите перформанси према народ. Едва чекаше да побараат предвремени избори. Апсолутно. Сега зошто не сакаат предвремени избори? Согласно моите уверувања, тука се два фактори во игра. Немаат апсолутно никаква можност за оној подкуп кој што го вршеа на теренот. Прво, оној институционален со оние картички. Државата повеќе нема пари. Задолжени сме 2 милиарди евра во последниве 2 години и веќе дури и Заев не ни даваат кредити. Кредитниот рейтинг веќе не ни е толку сијаен, би кажам како што ни беше претходно.
И веќе кредиторите не сакаат да ви исплаќаат пари кога гледаат дека сте 111-та земја на Transparency International по корупција, економската слобода според Херитич ви е загрозена, според економисте хибриден режим, според Франс Прес се најнесрекна земја во државата, едноставно тие луѓе не ќе веќе да инвестираат пари. За да Ова не го знаеш знаат за најнесрекна Да, да, проверете го во Франс Прес, значи не е ова оние што викаат проопозицијски медиуми, туку медиум каде што ВМРО ДПМН нема влијание на уредувачката политика кој што тие обвинуваат за секој медиум кој што ќе ги искритикува. Значи немаат можност за институционален подкуп и веќе семејството зајави колку и да има украдено, нема веќе можност заради тоа што последни избори нив лично ги чинеше неколку десетици милиони евра. Затоа Зоран Заев не сака да иде на предвремени. На крај во загуба ќе излезат од власта. Апсолутно ќе изгубат, ќе излезат во загуба, а потоа се веќе соочени со оние катастрофални политики кои што ги има во секоја сфера на општественото живење. Понатаму ние побаравме предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Доди на еден трошок затоа што изборите се многу ќе ја чинат оваа држава, особено во моментот кога сме во рецесија, кога сме задолжени над 60% од бруто домашниот производ, па велиме ајде да идеме на еден трошок, гледаме дека работава не ви оди. Скоро сигурно ќе има предвремени парламентарни избори, да џабе дали се тие инатат или не. Тука би сакал да потенцираме на многу важна работа. ВМРО ДПМН разговара со многу пратеници и од опозицијскиот блок, но и од владиниот блок, кои што не се согласуваат со овие политики кои што ги води Зоран Заев, кои што им е преку глава од овие шамари кои што ги трпиме секојдневно од вакви релевантни институции од Европа и од светот. Па веројатно би можело да има до тогаш и ново владино мнозинство, но и да нема, ние сепак работиме на еден рамен терен, каде што ќе можеме да отидеме на наредните избори, предвремени парламентарни заедно со локалните, со луѓе кои што знаат да ги организираат, а не луѓе кои што знаат да вршат притисоци да поткупуваат власта. Околу ова ново парламентарно мнозинство кое многумина од ВМРО ДПМН го говорите, не знам дали аргументирано или не, времето ќе покаже. Вчера гледав случајно една емисија која исто така не би ја именувал сега за да не правам реклама на конкуренцијата, во која се говореше дека вие ја кажувате оваа теза за наводно ново парламентарно мнозинство како би го релаксирале членството да не отиде со оние фракции кои ги гледаме и кои сакаат да прават некакви конгреси. Видете, ние нема потреба од апсолутно никакво релаксирање на членството, затоа што целото членство на ВМРО ДПМН е обединето околу идејата да се порази Зоран Заев. А еве, ќе ми дозволите, сепак ова е сензитивна работа што бара голема дискреција. Кажа претседателот Мицковски, во првиот момент ние кога го имаме тоа ново мнозинство ќе биде представено пред јавноста, така да тие кои што мислат дека ова е само така балон за да се анулира некој незадоволство, нека си го погледнат незадоволството во собствените редови, а ВМРО ДПМН работи на случајот и тоа ќе биде јавно произнесено кога ќе биде готово. Ќе го поддржите ли вие? Зоран Заев ги поддржа оние кои се обидуваат нешто да направат во ВМРО ДПМН, иако таму нема да речем некои големи имиња, освен еден поранешен градоначалник кој јавно ја поддржа таа иницијатива, нема некои да речеме големи имиња од ВМРО ДПМН кои нешто таму придонесуваат. Заев ги поддржа, вие го поддржувате ли како партија Бојан Јовановски и неговата кандидатура за претседател на СДСМ? Веројатно тоа би било антипод кога Заев ги поддржува овие, вие би требало да застанете зад Бојан Јовановски. Па видете, ако судам по тоа дали кој има криминално досие, единствената разлика помеѓу Бојан Јовановски и Зоран Заев е тоа што првиот не е аболиран, понатака не би сакал да навлегуваме да се мешаме на трепартиски работи, си имаат луѓето доволно проблеми. Да, и Бојан може дури на крај врховен да пресуди, да речеме, има презумпција човекот се уште дека е невин. За разлика од Заев кој веќе е завршена таа работа. Да, но ова нема размислено да ги оставиме со ние нивни важни бројки од 55.000 ажурирани членови. Во моментов се растрчани на терен да ажурираат членство за да го изберат Зоран Заев повторно за лидер, а платени со наши пари да вршат државни работи. Заради тоа сме ние земја во која што имаме 0 вакцинирани, а 55.000 луѓе барем вака на лик се ажурирани во СДСМ, тука им се приоритетите на луѓето и затоа можете да видите зашто сме на ова дереже. Мене прашањето ми е, кое денови веќе го упатиме официјално до СДСМ ми е, еве, доколку тврдат дека имаат 55.000 ажурирани, треба да ни откријат колку проценти од тие луѓе работат во државната администрација. Истото веројатно ќе треба во иднина да го стори и ВМРО ДПМН, затоа што
веќе ни е доста од тие бројки и веќе ни е доста од тие прикажувања за големи партиски машинери, а за на крај да ни биде свас во минатото и за ВМРО ДПМН, е сега и за СДСМ, цела таа партиска машинерија на сите ни е кристално јасно дека се финансира исклучиво од државни пари и тие луѓе кои така се удираат во градите за партијата, во најголем дел од случаите, Бојан, практично се финансираат, односно се на државна цицка. Видете, Града. тој феномен треба да престане во оваа држава ако сакаме да одиме напред и токму ради тоа не имавме и во последнава програма ветено професионализација на државната администрација. А за тие бројки кои што вие ги велите, јас би ве потсетил на два моменти. Прво, интересен е феноменот што пред претседателските избори нели се собираат потписи за поддршка на кандидатите. Ќе ве потсетам дека Стево Пендаровски имаше неколкукратно повеќе од нашиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова, а изгуби во 80% од територијата на Република Македонија. Ветува, тоест, еве последниве избори, со какви не бројки се служеше волку гласува нолку, а СДСМ е партија која што е поразена со таков силен подкуп во 41 општини во градот Скопје. Така да тие памфлети и тие бројки може да се ги користат, како што реков, еве, вие споменавте еден добар израз за анулирање на внатрепартиското незадоволство. Тие луѓе знаат со што се соочуваат на терен, знаат дека им престои тежок пораст на локалните избори и наоѓаат начин како да го реизберат Зоран Заев за кланот Заеви финално да ја доприватизира таа партија. Така да слободно нека продолжат со тоа јачање на членството и со тие бројки. На крајот од денот добро знаеме и ние и тие како ќе завршат изборите. Имав можност да проследам. Некој од пријателите вчера ми прати. Оливер Спасовски ажурирал членство на СДСМ во Ѓорче Петров, каде што стои дека во Ѓорче Петров имаат 1500 членови, нешто за кое што ја отворено тврдам дека е ноторна лага. А Оливер Спасовски подобро би било да се заангажира во Ѓорче Петров да објасни каде е новиот клинички центар, каде е амбулантата во Дексион и сите оние шарени ветувања кои што ги даваше на кампањата, каде што и беше поразен на последниве неколку изборни циклуси. Ако гледаме нели веќе со таа една паралела, тогаш треба ние во Македонија да направиме веројатно една листа на членови на политички партии која наместо политичките партии ќе ја води ДИК. И самото членување во политичка партија вие да си го прикажете пред државата. Затоа што ваквите паушални бројки, ние имаме 51, ние имаме 101, ние имаме 201, ние имаме милион, па постојано навлегуваат во дај нека се ажурира веќе и да видиме сите, да има ДИК да речеме или некоја државна институција, небитно, некоја нова, да има евиденција кој колку членови има, затоа што ова е веќе, знаете, да еве вие велите дека таму во Ѓорче Петров немаат колку што прикажуваат, но како ние тоа како држава да го докажеме? Видете, не можеме никако да го докажеме, еве јас би оставил внатрепартиското уредување да биде согласно законските норми и уставот на Република Македонија, но јас мислам дека двете партии, особено ВМРО ДПМН, е фокусирано на едни посуштински бројки, а тоа е 55.000 нови невработени лица. 50.000 лица што живеат со по 130 дена на ден. Чекай, тие УСД што отишли. Ако имаме 55.000 невработени, тие може би у СДСМ отишле да бараат работа. И сега имаме една нели идентична бројка. Не верувам, Љупчо, ја мислам дека тие луѓе не можат, црно им се појавува пред очи кои ќе слушнат за СДСМ и за Заев. Ајде да зборуваме за онаа бројка од 6200 фирми кои што затворија изминатиот период. Ајде да зборуваме за онаа бројка од 58 евра по глава на жител странски директни инвестиции. Ајде да зборуваме за онаа бројка од 18 милиони евра нето одлив на странски директни инвестиции, додека во нашиот сосед Србија има 500 милиони евра плюс и гиганти отвараат фабрики и луѓе се вработуваат и сериозно тие луѓе одат напред. Земја за која што пред 7-8 години учеше од нас и го копираше нашиот модел за носење на странски директни инвестиции. Како стигнавме до ова ниво, баш одлично одгатнавме. Ние бевме пример и репер за Србија. Денес Србија има универзитети кои се далеку на повисоко место на Шангајската листа од нас. Денес Србија е шампион на светско ниво во вакцинацијата. Денес Србија има во ера на корона има милиарди и милиарди странски инвестиции. Денес Србија има најдобра армија на Балканот. Ова е тоа што официјалните извештаи го велат. Значи не го вели тоа Вучич таму во некоја државна пропаганда. Како ние?
од пример за Србија дојдовме до ова ниво. Сега ќе ви кажам како. Лјупчо не се работи. Овие луѓе не се навикнати да работат. Еве да направиме, да се вратиме малку поназад. Тимот за привлекување на странски инвестиции на СДСМ од почетокот на нивното владење беше прво Самка Ивраимовски, понатака Зоран Шапорич, понатака она министерка која што не знаеше да го каже имињето на фабриките кои што они се фалат дека ги донеле. Понатаму сменија за една година 2019-та тројца министри за финансии. Прво беше Драган Тевдовски, кој што сега е иселен. Понатаму беше Зоран Заев, кој што ќе ни држеше лекција по економија. Па свати дека не може да биде едното и другото? Не свати, туку виде дека не може, заради тоа што не се такви законските прописи, иначе он радо би продолжил, затоа што он тоа го гледа како средство за збогатување на себе и на своите компании. Понатака беше Нина Ангеловска, додека вие во тимот за привлекување на странски директни инвестиции на ВМРО ДПМН имавте луѓе кои што се признаени и надвор. Имаше луѓе кои што воделе големи корпорации во Америка, кои што дипломирале на Харвард, кои што биле вработени во Лондон во консултантски куќи кои што соработуваат со некои од најголемите компании во светот. Имавте министри кои што ја познаваат тематиката подобро од било кој во изминативе 30 години. Се донесува многу компании со Ама многу... зошто сега вие го подценувате Љубе Бошковски и неговиот капацитет да донесе странски инвестиции? Како да ви кажам, ете тој го заборави во низава на да, и токму затоа јам значи таков кадар за привлекување на странски да инвестиции. Да не бидам вака премногу остар да не навредам некого, па затоа сме на ова ниво за кое што сме. Затоа ќе ни убедуваат Коста Петров со негови 200.000 евра скапо платени реклами, и овој Јован Деспотовски кој што е основоположник на криминалот на фондот на иновации, на делење на тие грантови на луѓе блиски до СДСМ, дека не сме можеле да привлечеме инвестиции заради тоа што платите биле ниски, па малте не сега они ги прекоруваат тие инвестиции кои што владата на ВМРО ДПМН е мака мачеше да ги привлече. Некогаш ќе кажат, ги очекувам кај да кажат дека треба да се забрани ВМРО ДПМН за да доаѓаат инвеститори во Македонија. Тоа ми е така некое идно очекување од овој пиар кој го води, нели, авторот на деценијата во Македонија, господинот Коста Петров. Кој што па сторил кривично дело за злоупотребување на службена должност, нешто што јас директно му го поставив на Зоран Заев како прашање дали ќе поведе постапка или дали ќе го разреши. Зоран Заев рече не, но после си викам наивно прашање, сепак како можеш да очекуваш дека овој човек кој што има сторено такви работи не чувствува одговорност да го санкционира овој кој што префрлил 200.000 евра на фирма, на советник на СДСМ во градот Скопје, и покрај тоа што е донесено на заклучок од владата на Зоран Заев дека не смее да се префрлуваат пари од државни институции за приватно рекламирање на такви агенции. Планирате вие да му поднесете кривична пријава на Коста Петров или веќе му поднесовте, не следам? Поднесена е кривична пријава за Коста Петров. Сега работите се во рацете на обвинителството, а нашите обвинители се познати по политичка независност, нели? Освен кога треба. Познати се по политичка независност, освен кога треба да ја учинат на власта, тогаш баш и не се познати по политичка независност. Па кога ќе ги прашате до каде е постапката за одредена истрага која што се отвори, најчесто е тоа на сувопарно решение дека не смее да се произнесуваат детали заради интерес на истрагата, така да до ден денес не верувам дека и вие како новинар кој што добро ги познавате кој во Република Македонија сте повеќе информиран од мене за докаде е истрагата и процесот против Лидија Димова, докаде е истрагата за Ден Дончев, докаде е истрагата за Коста Петров, докаде е истрагата за Леонардо, докаде е истрагата каде завршија парите од рекет и што еве најактуелно, докаде е истрагата и кои се причините зошто изгоре трговскиот центар Глобал, и дали владата смее да наложува на институции, на јавните институции да одвојуваат од сопствените средства за да помогнат во реновирањето на трговскиот центар Глобал. И јас упатувам на тоа дека треба да се помогне на секој оној кој што ќе доживее катастрофа, како што треба да се помогне на оние дуќанчи на Глобал, но не разбирам зошто еве некој е повластен во однос на позициите на владата, а некој не е. Конкретно споменав дека пред неколку месеци изгоре семејната куќа на семејството на Умовски во Ѓорче Петров, па сепак немаше таква насока од владата за институциите да никој не им помогна на оние. Доколку вие сте обичен човек и доколку ви изгори куќата, тогаш власта не собира пари за тоа. Но доколку сте бизнисмен,
близок до Заев и ви изгори трговскиот центар кој вреди милиони, тогаш на вистина ќе ви помогнат. Парадоксално. Правда на македонски начин. Тоа е парадоксално. Бојан, она што е важно да еве сите ги детектиравме голем дел од дефектите во продолжението, јаво на кавадаречки продолжеток, од нашето интервју ќе продолжиме со тоа. Но она што ми интересира, а мислам дека и слушателите и гледачите ќе ги интересира е тоа, како еве ти како еден млад човек во политиката ја гледаш Македонија за 10 години. Која е твојата визија за Македонија? Не е само во ред. Ние ќе ги детектираме сите слабости на системот, ние ќе сватиме колку се нечини, ние ќе ги детектираме сите оние дефекти кои не прават да се чувствуваме изманипулирани и глупави и така натаму. Но која е визијата која ти како човек, како млад човек кој е успеал некако да напредува во политиката и да стигне до тоа да биде најактивен пратеник во собранието, како ја гледаш Македонија за 10 години од сега? Прво морам на стартот да кажам дека јас силно верувам во Македонија. Македонија како држава и оној концепт кој што ние целосно го пропагираме во изминатиот период, а тоа е дека на Македонија е потребна комплетна обнова. Јас Македонија за 10 години ја гледам како силна економска држава, со многу странски директни инвестиции, со многу повисок стандард, повисоки плати, пензии, негови кој што е сега. Македонија која што ќе има силно создаден и структуриран социјален систем да им помогне на оние кои што не се снаоѓаат баш најдобро во општеството или кои што немале среќа успешно да се позиционираат. Македонија со здравство кое што ќе ги прима сите пациенти, со модерни, силно опремени здравствени установи. Македонија со силно образование во кое што нема да има привилегирани, односно нема да се даваат оценки од ракав, туку ќе биде систем кој што ќе ги подготвува нашите студенти, нашите ученици за предизвиците во животот, за да може да наследат оваа држава, да ги водат секторите во бизнисот, во економијата, во образованието, во социјалата, во градежништвото, во здравството и се она кое што значи постулати на едно општество. Македонија која што ќе биде силно изградена, национално освестена држава, ценејќи си го сопственото. Македонија која што нема да ја витка кичмата пред секој кој што ќе го побара тоа од незе. Македонија е интегрирана во Европска унија. Македонија горда членка на НАТО. Македонија во силно партнерство со успешни приказни од држави кои што се вака со силни економии кои што можат силно да контрибуираат за ние да се развиеме. Македонија во која што нема да има иселување од секој крај од општеството без разлика на етникумите, дали се тоа албанци, бошњаци, ваши, срби, македонци и слично. Македонија во која што нема да има празни градови, празни села. Македонија во која што секој поединец ќе си го најде сопственото место во општеството. Ово прашање е веројатно омилено за секој политичар. Но второто прашање баш и не е омилено. Што мислите, колкави се шансите оваа ваша визија за Македонија на вистина да се оствари? Многу големи. Во овој момент. Многу големи, ќе ви кажам зашто. Ден поскоро овие луѓе кои ќе се заменат, кои ќе си поднесат оставки, кога ние како генерација ќе го исушиме ова политичко мучуриште кое што изминативе 30 години е присутно и кога ќе ги засукаме ракавите со силна, сериозна, честна и макотрпна работа, ние ќе успееме. Затоа што во оваа држава има поединци, млади луѓе, па и не толку млади, оние искусни, кои што сакаат да го вложат својот потенцијал и својот квалитет и капацитет во изградбата на Република Македонија. Јас ве уверувам дека може, се додека работиме честно, достоинствено и додека не крадеме како што крадат овие луѓе или некои од изминативе 30 години. Кога ќе успееме со тоа да се соочиме, а јас ве уверувам дека новата генерација на македонски луѓе, интелектуалци кои што доаѓа на сцената веќе не сака да ги трпи оние премрежа кои што ги поминавме изминативе 30 години, дека ние ќе успееме како држава. Јас сум сигурен во тоа. Само со напорна работа и со честен пристап кон работите, да не ги лажеме луѓето, да работиме за нив, да создаваме нови вредности, да создаваме нови проекти и ние ќе успееме. Јас ве уверувам. Добро, убаво е да се биде оптимист. Јас одбирам за разлика од вас да бидам малку песимист. Затоа што кога и да сум бил оптимист досега во досегашното мое искуство како јас сум обсервер нели на јавното мислење како новинар, кога и да сум бил оптимист секогаш сум бил разочаран. Сега сум песимист, па се надевам дека можеби некои ситуации пријатно ќе ме изненадат. Јас ве разбирам заради тоа што сте вие генерација вака која што имала можност да помени и низ транзицијата и да види како е. Имала можност да види како е и во поново време каде што се случуваше да еден
таков аболиран криминалец со една каста околу него да направи преврат во држава па да е неуспешна приказна дојдовме до оваа дереджи, сваќате дека во оваа држава се е можно. Но еве јас ве уверувам дека има луѓе кои што не само го зборуваат тоа како празни политички флоскули, кои што живеат и го веруваат во ова што јас го зборувам. Така да нема човек во Република Македонија кој што не е разочаран од политиката или од начинот на кој што сега се одвиваат работите, ама ние мораме да веруваме во подобро утре и верувајќи во тоа подобро утре да смениме нешто кое што сега се случува во државата, заради тоа што ако не верувате и ако сте песимисти, вие паѓате во замката на Заев дека сите се исти, а не се сите исти. Туку има луѓе кои што во оваа држава се многу различни, кои што имаат квалитет да го променат тоа, а токму со такви луѓе ВМРО ДПМН еве разговара и со владеачкото мнозинство кои што некад веќе да бидат во друштво на вакви криминалци и лопови кои што само гледаат како да укратат од оваа држава, не да создадат нешто ново. Еве, што туку пристигна информација од Министерството за здравство, 46.023 лица се регистрирале за да се вакцинираат. И сега ние имаме 36.000 пријавени, а имаме само 4.000 вакцини, со оглед на тоа што секој треба да прими по 2, значи имаме само да вакцинираме 2.000 луѓе од прилика во државата во овој момент, а тоа пак значи дека многу повеќе има заинтересирани од нели што имаме вакцини. Не е мало за вас оваа бројка 46.023. Јас да речеме на социјалните мрежи изненаден сум колку луѓето одбиваат вакцинација. Видете, не сум изненаден заради тоа што луѓето немаат доволно информација, ниту па има некој систем кој што ќе може сите тие заинтересирани да ги регистрира. Вие можевте да видите дека тоа беше едно вистинско фијаско и бурлеска во моментот кога беше пуштен сајтот за може да се регистрирате вие за вакцинација. Па прво што не можеше да се пристапи до сајтот, па понатаму со онаа регистрација која требаше да стигне код на вашиот мобилен телефон, неколку часа се чекаше кодот. Добро кажавте, вие тие 4000 нешто вакцини кои ќе ги поделите на дупла доза, испаѓа дека само 2400 луѓе само треба да се вакцинираат, што значи дека не е ни 1% од овие кои што се сега заинтересирани. Еве јас да му верувам на Венко Филипче, да не шпекулирам со бројки. Он рече дека ние имаме најдобро подготвен систем на вакцинација, дека ние дневно ќе вакцинираме по 2000 луѓе, што значи дека ние за еден ден оваа доза ќе потрошиме и дека повеќе нема да имаме можност да ги вакцинираме сите оние кои што се заинтересирани. Имавме можност ние во собранието да го видиме националниот план за имунизација. Таму има некои чудни бројки кои што мене ми се нејасни. Таму вели дека ние во држава треба да вакцинираме над 800.000 луѓе. Прво, здравствените работници се далеку над оваа бројка која што е достапна сега за вакцини. Понатаму ние критични групи на луѓе, хронично болните и постарите лица кои што ние треба да ги вакцинираме. Тие не се доволни во првата фаза за оваа бројка која што имаме или која што ќе обезбедиме понатака, така да за вакцинацијата кажав дека тоа е само еден од оние директни примери каква е неспособноста на оваа власт. Може да не важат за заштитните материјали дека ќе се донесени, видовме како се донесе. Потоа може да не важат за респираторите, заради тоа што не секој има допир за да види дали ги има или ги нема. Како изгледа респиратор? Ја не знам. Ама еве за вакцинацијата веќе се на отворен простор и тука веќе нема простор за конструирање на вистини или за изнесување на лаги. Сите тука можевме да видиме колку е спремна или колку е способна оваа влада, така да понатака мислам дека апсолутно не постои секој коментар е излишен освен потребата на оставка на Венко Филипче. Стојановски, министерот за правда Бојан Маричич донесе една одлука која беше објавена со која се забранува користење на терминот Македонија во сите правни лица кои ќе се основаат. На тоа се спротистави поранешната министерка за правда Рената Десковска, која кажа дека Маричич не смее да го прави ова, а како што гледам, жестоко се спротиставувате и вие од опозицијата. Добро, што толку сега ви пречи вас тоа што ни забраниле нас да го користиме термин? Добро, треба да ви пречи. Така да. Видете, освен што се криминалци, лопови и неработници, сега покажа на дело дека се и фашисти. Еве јас јавно сакам да прашам кој е Бојан Маричик, мене лично и на граѓаните на Република Македонија да ни забрани да го користиме терминот Република Македонија. Јас анализирајќи го неговото однесување во изминатиот период, сватив дека освен идолопоклонството кон Зоран Заев и Радмила Шекеринска,
тој човек е наменски поставен во тоа министерство, немајќи апсолутно никакви чувства кон националниот идентитет на кој што припаѓа и националноста на која што припаѓа и државата на која што Ама во која чекајте, што тој живее. не е македонец. Бојан Маричич не е македонец, мислам не дека е би навлегувал хрват. понатака, без разлика што е сепак живее во оваа држава и треба да ја почитува и цени заради тоа што ги повредува чувствата на сите оние кои што живеат во Република Македонија без разлика на националностите. Видете, во наредниот период ќе видите многу чудни одлуки и однесување од тој човек, бидејќи како што кажав, сметам дека тој е поставен таму само заради ваквите работи. Рената Десковска му го укажа тоа дека не може тоа да го прави, но сепак тоа за него нема никаква вака тежина, се додека Зоран Заев му дава насоки додека тој ги реализира, вака ќе продолжи во наредниот период да се однесува. Еве можевме да видиме дека е еден од двајцата владени функционери кои што немаат НАТО сертификат. Едниот е Оливер Спасовски, вториот е А добро, Бојан зошто им Маречик. се нив НАТО сертификат? Прво не ме е јасно зошто сите они аплицирале за тие НАТО сертификати. Видете, ние сме дел од таа сериозна организација која што додека си имаме работа ние претендираме да бидеме во Европската унија и ние мораме да се стремиме кон тие меѓународни НАТО и стандарди на Европска унија. Јас вака би го поставил прашањето. Зошто Бојан Маречик не доби НАТО сертификат? Тоа е многу поклучно. Еве ја јавно отварам една дилема во јавноста и еве би сакал да ни одговори. Дали Бојан Маречик нема добиено НАТО сертификат заради контакт со некоја странска источна служба? Еве нека им одговори на граѓаните дали тоа е причината поради која што Бојан Маречик нема добиено НАТО сертификат. А иначе се што имам да му кажам, и тоа како народен представник, се што ме замолуваат усовно граѓаните да му кажам на Бојан Маречик, ќе му го кажам на седницата која што ќе биде закажана за неговата интерпелација, па таму ќе имаме можност лице во лице и очи во очи да се разбереме за неговата забрана за користење на терминот Република Македонија. Тој нас ни забранува да го користиме терминот Македонија во правните лица, а НАТО него му забранува да присуствува на состаноците како лице без безбедносен сертификат. Околу безбедносните сертификати на крај излезе дека голем дел од она што ние ги мислиме како политички функционери од СДСМ кои се прозападно ориентирани, на крај излезе дека може би не се баш така. Да не излезе ова на крај ситуацијава како од оние стари шпиунски серии, како да видите кој е руски шпион, тоа е оној кој најмногу говори против Русија. Не сум ја руски шпион, иако зборувам против Русија, инаку само. Па видете, тие цело време ни закачуваат дека ние сме анти-евроатлантските интеграции на Република Македонија, или иако доста луѓе во државата памтат во раните 90-ти кој за што се залагаше. Еве можеме да видиме на дело кој е анти-НАТО партија. Министрите на двата клучни ресори, тоа се министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерот за правда кој што е во контакт со доста сензитивни информации, немаат добиено НАТО сертификат. Сега вака, ако за едниот тоа е одредено сомневање дека е соработник на една источна служба, прашувам дали другиот, министерот за внатрешни работи, нема добиено НАТО сертификат заради тоа што е обвинен во коруптивни скандали. Имено би кажал дека он е министер во времето кога се случи рекет аферата, кога се случи оние пари на Ден Дончев и сите оние скандали кои што не направија 111-та земја по Transparency International во корупција. Ама тоа ви од опозицијата таму сте на Слагена Тасева сте и дале налог да зборува лошо за Македонија и сега цело време се вадите со тоа 111. Па со среќени Слагена Тасева таму нема некое си големо влијание, туку тоа е една сериозна институција. Се правдаше жената овде, вика ја немам врска со тој извештај, јас само го презентирам. Апсолутно е, сега прво беше дека перцепцијата е погрешна на граѓаните на Република Македонија, потоа испадна дека методологијата не била правилна. Сега видете каков парадокс, методологијата на Transparency International не е правилна, што ги рангира овие криминалци и најкорумпирана влада во историја на Република Македонија на 111-тото место, а овие па толку се способни да нивната методологија во фондот на иновации некако случајно ги избие на површина сите оние партиски функционери кои што зема наши пари за измислени проекти кои што апсолутно немаат никаква врска со реалноста и со суштината на тој фонд. Така да јас вака би им препорачал. Исто сега имаме нели една функција што никаде ја нема, тоа е вице-премиер за справување со криминалот и корупцијата, а јас би рекол дека тој вице-премиер за штитење на криминалот и корупцијата на владата на Зоран Заев. Така да можевме да видиме дека
Подпредседателот Николовски загатна една интересна теза. Зошто Зоран Заев после анкетата, после аферата Рекет се нема сретнато со ниту еден државник, премиер од земјите на Европската унија. Луѓето бегаат од нас. Ќе ви направам една паралела со нашиот сектор. Во време на ВМРО ДПМН Македонија котираше лошо на листата на Репортери без граници за слобода во медиумите. Тогаш вашата партија обвинуваше нели дека таа листа ја прават луѓе блиски до СДСМ и така натаму и така натаму. Денес ситуацијата воопшто не е променета. Ние сме на 92-то место и сигурно ВМРО ДПМН па нема никаква врска со креирањето на оваа листа. Така што во иднина ќе морате малку и вие да повнимавате на справувањето со она што доаѓа како информација која е лоша за вашата власт. Тоа е проблемот, Бојан. Ние имаме ситуација во која политичарот добива одредена критика, добива одредена замерка од некоја светска или македонска институција и наместо да седне и да најде решение за проблемот, како до година да не бидеме на 111-то, туку да бидеме на 81-то место, тој во стилот на Љупчо Николовски бара виновник, односно бара објаснување, бара како да кажам, бара изговор зашто е тоа така. Исто беше за одредени прашања и претходно, но сега да речеме за странски инвестиции, за doing business и така натаму ВМРО поставуваше екстремно добри резултати на оние светски листи, но на некој како оваа за слобода на медиумите и во ваше време ситуацијата беше лоша и исто како и сега, зборувам за овој конкретен пример, наместо да се најде решение за проблемот, наместо да се олабави целата ситуација, ние доаѓавме во ситуација да се бараат изговори. Се согласувам со вас, имено тоа е вака една од причините поради која што овие млади луѓе кои што се занимаваат со политика сакаат нешто да променат. Ние мораме да ги демократизираме медиумите до таа мера да бидат наш најголем коректор, затоа што очигледно кога ќе затворени можеби во ние партиски меури ќе тргнеме кон некој правец кој што не е добар за граѓаните, ќе ни укажат и аргументирано ќе ни упатат кон она кое што треба да го правиме. Иначе би сакал да искоментирам. ВМРО ДПМН тогаш велеше дека има доста луѓе од невладиниот сектор кои што им ги сервисираат овие информации на оние релевантни куќи кои што ги прават овие ранкинзи. Сега истите тие луѓе од невладиниот сектор сега се владени функционери. Тоа е само еден континуиран аргумент во рамките на оно кое што е ликот и делото на Бојан Маричик, поранешен еден од главните перијаници на невладиниот сектор, а сега еден од оние колонизирани владени функционери кои што тука е Петри Сарачини, тука се Никола Наумовски во град Скопје. Ке треба да потрошиме пола емисија да ги набројуваме. Тоа е она тенденција на СДСМ да ги окупира и медиумскиот простор и невладиниот сектор со инфилтрирани кадри кои што секогаш се тука присутни да ги укажуваат погрешните политики кои што ги прави владата на ВМРО ДПМН, односно ги правеше и ќе ги прави во наредниот близок период, а сепак молчат кога е СДСМ на власт и за нив се е розево, се додека легнуваат парите на нивните сметки. Се обидувам да ги прочитам овие коментари кои граѓаните ги испраќаат до нас. Има некои коментари на бугарски јазик. Питај го как ще преодолее ветото на Българија што ми ја вижда Македонија интегрирана в ЕУ. Ова веројатно некои дури во Бугарија не гледаат. Трајан некој известен вели поздрав до екипата на Либертас, ова е лидер, не е Либертас. Сте го сгрешиле медиумот, но нема врска. Ви благодариме на поздрав. На поздравот има еден коментар на една читателка која вели дефинитивно најдобриот и најплодниот пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Ево го вели Томе, браво за Бојан. Почнале да ве препознаваат како најактивен пратеник. Се надевам дека не е нарачен овој коментар од негде. По стилот што ми доаѓа не ми делуваше како лажен профил, иако политичките партии знаат да се служат со таков маркетинг, но ако беше маркетинг имаше 10 коментари, а не еден со ваков карактер. Како млад пратеник, вие се шетате во низ вашата општина, се среќавате со луѓе, водите една општинска организација. Почнуваат ли луѓето полека да се екипираат околу она што го работи Бојан? Околу тоа што го работи Бојан и помалку, но она што го работи ВМРО ДПМН и такако.
Следеше еден период на разочарување затоа што не ја постигнавме целта, а тоа е да го смениме овој режим, хибриден режим на власт. Но потоа луѓето увидоа со кого си имаат работи изминативе 6 месеци. Имам доста луѓе, ова не го кажувам како политички маркетинг, кои што доаѓаат и кои што се уште велат, поверувавме дека и овој пат ќе биде така како што вели, но сепак сме сгрешиле. Не сме толку можеби за ВМРО колку што сме против ова што се случува и сакаме да го смениме. Еве ви се ставаме на располагање да ви помогнеме да го симнете ова од власт. Она што мене повеќе ме импонира е тоа што повеќе приватни компании, приватни бизниси кои што велат еве отворени се вратите, повелете дојдете кај нас, направете посета да видиме што нудите. Знаеме дека ќе има инспекции, знаеме дека ќе не затворат, ама полошо од ова не може. Дајте да видиме што може да смениме заради тоа што вака повеќе напред не се оди. Има една интересна енергија во ВМРО ДПМН, една интересна понуда, нешто што луѓето го препознаваат и што гледаат дека не е воопшто исто како што е изминативе 30 на години. Секоја генерација на политичари во ВМРО ДПМН си носела некој свој препознатлив белег, а сега има една, како што кажав, интересна екипа, едно интересно однесување, луѓето го гледаат дека ова е нешто што е сосема различно од тоа што се нудело до сега од ВМРО ДПМН, заради тоа што е учено и од првата и од втората генерација. Задржан е оној стил на блискост со народот, на работливост, на сакање на реализација на ветувањата, но сепак непосредност, отвореност за идеи, една поширока рамка, прифаќање на различности, сакање инкорпорирање во новиот вака систем кој што го нуди партијата, така да луѓето препознаваат, особено во Ѓорче Петров. Јас би рекол дека не е репер заради тоа што во изминативе 3 години убедливо победуваме на сите изборни соочувања, но сепак е добро да се препознае дека на луѓето веќе им е доста како председател на општинската во Ѓорче. Имате ли слух од раководството? Дали вие од доле ги креирате политиките или можеби Мицкошки така авторитарно одгоре ви кажува што да правите? Која е методологијата на креирање на оние политики, ставови, програми и така натаму? Видете, тука би морал да истакнам. Кој е главен во Ѓорче? Вие или централата од штабот на ВМРО? Директно ќе ви одговорам. ВМРО ДПМН во моментов како политичка номенклатура е партија, е најдемократската партија која што во изминативе 30 години екзистирала во политичкиот систем во Република Македонија. Христијан Мицковски како председател на ВМРО ДПМН можеби е најчесто присутен во Ѓорче Петров и сите одлуки кои што се клучни за партијата се аргументирани. Ќе ги соопштиме сите аргументи, ќе ги видиме слабостите и произлегуваат од базата па према раководството на партијата. Не ви наредуваат одворе, значи. Вака би сакал да кажам. Христијан Мицковски е еден од најдемократичните лидери кои што ги имала оваа партија или било која партија во Република Македонија и е човек кој што е спремен да ги слушне различните мислења, еден модерен политичар кој што е професор, можеби дека сум помлад па полесно ми иде комуникацијата со човекот, но навистина е еден човек кој што сака да ги креира решенијата врз базата на проблемите на луѓето и тоа мене изричито ми се допаѓа. Сега во брз период имавме еден состанок со општинскиот комитет и она кое што мене ме импресионира вака кој што е спремен да одговара до последното прашање до кое што го имаат луѓето поставено према него. За жал сега не можеме да ги правиме оние традиционални состаноци во кои што е повикано целото членство, сите симпатизери, сите граѓани. Ние сме имале состаноци со Христијан Мицковски со над 350-400 присутни на кои што имало над стотици прашања и сите прашања биле одговорени директно од него. Еве вака тука би сакал да искористам можноста како председател на општинскиот комитет во Ѓорче Петров и како член на ВМРО ДПМН да ги повикам сите оние луѓе кои што се членови на различни иницијативи и на различни други политички партии да дојдат во партијата со своите размислувања. Христијан е човек и раководството на партијата, тука би ги вброи потпредседателите Мисајловски, Николовски, генералниот секретар Сајковски, извршниот комитет, луѓе кои што имаат широки сваќања за сите работи и вратата на ВМРО ДПМН е отворена за сите оние кои што имаат различни мислења. Можеби треба да имаат позатворени сваќања во Македонија, секогаш се сватило дека што поавторитарен пристап имате кон работите, тоа поголем успех добива. Не се согласувам со оваа демократија можеби нив нема да им донесе успех. Видете, вратите на ВМРО ДПМН се отворени за секој оној кој што има само еден мотив, а тоа е рушење на режимот на Зоран Заев. Од таа поидовна основа ние можеме да почнеме да разговараме со секого, дури оние кои што имаат и полиберални сваќања, дури оние кои што сметаат дека некои работи поинаку треба да се завршат отколку со оваа сега, дури оние кои што не се согласуваат со одредени кадровски решенија, луѓе повелете во партијата, внатре во партијата ние сме сите за една цел, барем така кажуваме јавно дека сме за пат на Зоран Заев
ќе најдеме заедничко решение, ќе изградиме заеднички мост и помогнете ни заедно да го поразиме Зоран Заев. Заради тоа што се додека луѓето кои што не се задоволни од власт не сватат дека единствениот начин да се порази режимот на Зоран Заев е ВМРО ДПМН, тогаш ние нема да успееме. Стојановски, ти благодарам за ова наше утринско интервју. Се надевам дека успеавме да опфатиме се она што е актуелно. Не успеавме за овој закон за реформи во образованието со кој ќе се направи цела една реструктурирање на она што ние го знаеме како образовен систем и ќе се уништи, но тоа е прашање за кое веќе доволно сме говореле во оваа емисија. Ти благодарам за твоето гостување, ти посакувам успех и ти честитам што си најактивниот пратеник во собранието на Република, за некого Северна, а за нас Македонија. Благодарам, Љупчо, за поканата и можноста да гостувам во твојот ценет медиум. Почитувани слушатели, тоа беше се. Утринава задоцнивме поради снежните наноси и нашите стари автомобили. Тоа е една комбинација која навистина знае да создаде проблеми. Ви се извинуваме поради тоа и еве, што ве оставивме малку подоцна, кога во овие периоди уживате со музиката на Радио Лидер, да уживате малку и во политика. Денес е 15.2.2021 година, Скопје, јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Лидер ФМ. Ова утро техничката реализација ни ја водат Мартина Константинова и Јане Јанков. Останете со фреквенцијата 107,4, следува добра музика, а нормално читајте lider.com.mk.